Сите граѓани се деца на оваа држава. Не само тие што се блиску со моќта. Не само тие што ќутат, се поклонуваат и системот ги наградува за послушноста. Но денес татковината не се однесува како татко, туку како ладен, селективен родител кој ги дели децата на свои и туги. Живееме во дисфункционално семејство во кое љубовта е условена, а грижата е привилегија. Тоа не е правда, тоа е понижување. Не смееме повеќе да прифаќаме улога на непосакувано дете во сопствениот дом. Сите заслужуваме ист третман, исти шанси и иста почит. Следно ќе раскажам една приказна за жабите. Ако една жаба ставиш во казан со жешка вода, што веќе врие, таа ќе скокне и ќе избега. Но ако една жаба ставиш во казан со ладна вода и водата постепено се вжештува, па после почне да врие, жабата нема да избега и ќе се свари жива. Трагичното во оваа приказна е што вистинската жаба ќе скокне да се спаси во вториот случај, а човек во ужасна околност која се создала постепено нема да направи ништо. Луѓе, водава во која ние се наоѓаме врие на најако, не варат живи, се гушиме и ние не скокаме за спас. Каде е борбата за достоинствен живот? Тие што останавте дома, зарем не верувате дека заслужувате повеќе од оваа реалност што живееме сега? Каде е визијата за подобра иднина? Каде е вербата дека во Македонија може да има таква? Во овој систем има тотален колапс на позитивни вредности. За да смениме нешто, мора прво да имаме верба и јасна слика како сакаме да биде. Време е сите да преземеме нешто, за да скокнеме од казанот и да се спасиме од врелава вода. Јас скокам со тоа што сум дел од оваа иницијатива. Скокам со замислување, јасна визија како да треба да изгледа еден праведен систем кој ги заштитува сите подеднакво. Систем во кој не владее насилство, лаги, манипулации, нечестност, крадење, неверство. Сите ние, од кој следен скокаме со работа на конкретни барања, кои може да ја остварат таа визија. Движење без јасни барања би било како брод без кормило, празен вресок по улиците, гласен, но без насока. Затоа секој кој има познавање треба да се вклучи во формирање на барања. Но нема само еден правилен начин за спас, за скок. Затоа ве повикувам, секој еден, да ископа длабоко во душата и да најде свој уникатен начин за позитивна промена. Да почнеме од подобрување на својот микросистем во кој се движиме, живееме, работиме. Луѓе, не сме во джакузи, туку чекор пред смрт. Секој еден од нас може да е следен. Толку постепено и етатно корупцијата и неморалот имаат пуштено корени во нашето општество, што изгледа не ни е јасно дека прва наменито и изгледа единствена опција е жабија супа. Не знам за вас, мене ми е доста.